Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, всушност едно предупредување, почитувани гледачи, или еден обид за мобилизација на македонската јавност околу одредено прашање кое по мене е исклучително штетно за македонските национални интереси, а тоа е прашањето на името, посебно предлогот Нова Македонија. Ако е точно оно што го пишуваат грчките медиуми или ако се точни информациите од грчките медиуми дека македонската влада се согласила со предлог на името, па дури самата го предложила името Нова Македонија, тоа е најлошиот предлог што може да се случи на Република Македонија. Дури оној штетен предлог Централно-Балканска република, кој е понижувачки, кој е уценувачки, е многу подобар од овој предлог Нова Македонија. Во оваа емисија, во наредните 50 минути, ние го елаборираме тој проблем. Зошто името и предлогот Нова Македонија е најштетен за македонските национални интереси. Ова име Нова Македонија е единствено име кое им овозможува и на грците и на бугарите да се чувствуваат ко победници визави Република Македонија. Например, Вардарска Македонија, Северна, Горна, Јужна, за бугарите биле проблем поради Пиринска Македонија. Нели? Нова Македонија има овозможува на бугарите да каже дека ние сме коминтерновска творба, а на грците да им каже дека нема врска со античка Македонија. И тоа е име кое е победничко и за бугари и за Грција. Тоа го сакат веќе 25 години. Пандора Бакојани, кога беше скоро министер за надворешни работи, недвосмислено каже: ние историја за Македонија еднаш напишавме, за да ја оправдат својата окупација врз Македонија и геноцид врз македонскиот народ. Нова историја за Македонија воопшто не размислуваме да пишуваме. Македонија е уште тема и пропозими преномашен për shqiptarët? Po unë nuk do doja ta komentoj përderisa nuk është definitiv si propozim. Por mendoj që si variant, mendoj që nuk ka premisa të cilët do të jenë në kundërshtim të pritshmërive të shqiptarëve ose të statusit shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Како ви се чини името Нова Македонија? Отфрламе било каква рекомпозиција на државното име. Името Нова Македонија ќе го анализираме од два сегменти. Првиот е внатрешно македонски сегмент. Единствено со името Нова Македонија, Македонија во еден исти момент или со исти потек или со исти чекори губи и идентитет и име на државата. Например, ако го земеме тоа несрекно име или тој несреќен предлог Централно-Балканска република, ние сигурно нема да бидеме централно-балканци кои живеат тука на Балканот или во Република Македонија. Меѓутоа со име Нова Македонија ние веднаш стануваме новомакедонци, односно македонци после 44 година. Всушност тоа е политиката на Грција и на Бугарија. Со име Нова Македонија, значи именуваме име на државата. Веќе не сме Македонија, туку сме Нова Македонија и идентитетот, јазикот и се она друго што се врзо за македонците. Значи во истиот момент, ако владата го прифати предлогот или го даде предлогот Нова Македонија, ние губиме и име и идентитет. Најопасно име, убедливо. Значи, сите предлози, па дури најлошите предлози Централно-Балканска, ова е најлошо. Детерминира од кога ви е почетокот? Од 45-тата? Значи, јасно, од 1991-та? Од кога ни е почетокот за да бидеме нови? И вториот сегмент, тоа името Нова Македонија, низ контекстот или призмата на бугарските и грчките национални интереси. Единствено името Нова Македонија им обезбедува и на грците и на бугарите да се чувстват победници во спорот со Македонија. Било кое друго име им дава победа или на грците или на бугарите. Например, името Словенска Македонија или Слава Македонија е победа за грците и тежок пораз за бугарите, бидејќи тогаш признаваат грците дека Кирил и Методи се всушност македонци, односно словенски македонци. Предлогот, например, Горна Македонија, би значило дека грците има Долна Македонија. И грците се согласни на тоа, бидејќи 51% од територијата на
Поранешната географска Македонија е во раците на Грција. Меѓутоа бугарите не се согласни ни со Северна, ни со Горна, ни со Долна, ни со Вардарска Македонија, бидејќи на тој начин всушност се отвара прашањето на Пиринска Македонија. И Бојко Борисов тоа многу категорично кажа дека за Бугарија не е прифатливо ниту едно име со географска одредница. Оттаму името Северна Македонија ќе обезбеди апсолутно голема победа и на грците и на бугарите. Бугарите добиваат пораст на македонскиот идентитет, односно нивната теза ќе добие потврда дека ние сме биле бугари до 44 година, а дури после 44 година сме станале македонци, а грците со Нова Македонија всушност добиваат потврда дека античка Македонија не била исто што и денешната Република Македонија. Градоначалникот на Солун Бутарис, да. во интервју за австрийски вестник вели Зоран Заев се согласи со две имиња или му се прифатливи две имиња. Нова Македонија, што по мене е најлошото име, тоа име кој ни го дава лордо Дейвид Овен 93 година, 94 година, кој Киро Глигоров со индигнација го одбива тоа име, бидејќи тоа самите признаваме дека постоиме од 44 година наамо, сме ново македонци, а не македонци. И второто име е Северна Македонија. Значи повторно тоа го кажа Бутарис, кој со потекло од Крушево, значи со влашко одредено потекло. Да. Јас уште за Северна Македонија има и кажано, од има информација, они фатијеле друци и кажа, и баш им имаше кажам тога ми брат Гоцарвенковци, оти предложува дека Грција со Семитис тога за Северна Македонија. Значи уште Семитис ја предлага Северна Македонија. Северна Македонија, да. Им даваме бланко можност на бугарите и на грците да определуваат од кога ни е крштеницата, од кога сме родени како ново македонци. Јас предводам една меѓународна невладина организација која што има корени во 1899 година, Светски македонски конгрес, кога во времето на Отоманската империја се обединува македонската емиграција во Западна и Источна Европа да го прокламира пред големите сили неотстапното право на суверена и самостојна држава Македонија. И македонците во целиот свет, во сите делови на Македонија, отфрлаат промена на државното име Македонија. Тој предлог Нова Македонија два пати е ставен на маса. Два пати се вршени силни притисоци врз Република Македонија да го прифати предлогот Нова Македонија. Првиот мандат или првиот пат тоа е направено на почетокот на 93 година, тоа некаде Божик 93 година, за време на официјална посета на Киро Глигоров на Франција, неговата средба со Франсуа Митеран. Тогаш Франција бара Македонија да се согласи со арбитража. Во таа арбитража на маса ќе бидат ставени неколку предлози на името. Еден од тие предлози е Нова Македонија. Всушност со таа арбитража која би била составена од 3 члена, еден да даде Македонија, еден да даде Грција, еден да даде Франција, нормално македонците ќе го одбијат грчкиот предлог, грците ќе го одбијат македонскиот предлог и ќе остане на маса францускиот предлог. Францускиот предлог беше Нова Македонија. Втор пат, тоа е после приемот на Македонија во Обединетите нации. Тогаш двоецот Сайрус Венс и лордо Дейвид Овен, кои се претходници на Метју Нимиц, го стават на маса предлогот Нова Македонија. Во интервју за емисијата во Центар, Дейвид Овен категорично кажува, бидејќи тој во тој момент смета дека единствено името Нова Македонија е прифатливо и за Грција и за Македонија. Грците се обидуваат за последен пат да го стопираат прашањето за македонското непризнавање во Обединетите нации. Со помош на нивниот голем пријател, францускиот претседател Франсуа Митеран, ја лансираат идејата за меѓународна арбитража за решавање на проблемот со името, односно предлогот кој би произлегол од таквата арбитража да биде безусловно прифатен и од Македонија и од Грција. На 14 јануари 1993 година, Киро Глигоров во Париз се сретнува со Митеран, францускиот министер за надворешни работи Ролан Дима, и на големо изненадување со тогашниот генерален секретар на Организацијата на Обединетите нации, Бутрос Гали. Македонија ја отфрла понудата за арбитража која беше прифатлива за Грција. Дали ќе постигнете компромис со Грција во врска со името на Републиката? Ние за цело време нудиме цела серија компромиси. Toujours que nous offrons toute une série de compromis. До сега за жал без успех. Malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas abouti. А би сакале да живееме во мир, во пријателство. Nous aimerions habiter en amitié et en paix. И во полна соработа. Mr. Vanson, I suggested, wasn't it New Macedonia? Spelling the Macedonia with a K. Yes. Or I don't mind, I don't care.
Бугарите не кријат дека го сакат името Нова Македонија. Прв пат пред 10 години господинот Александар Јорданов, кој беше амбасадор на Бугарија во Република Македонија, а претходно беше претседател на Бугарското собрание, во емисијата во Центар кажува дека името Нова Македонија е прифатливо за Бугарија. Всушност, името Нова Македонија ги реализира сите бугарски национални интереси во однос на македонското прашање. Кој играат фудбал? Република Македонија, Република Бугарија. Да. За кога ќе навијате? Аз ли? Да. За България? А не ли викате наши сме, исти сме? Како тоа би навивале за Бугарија, не за Македонија? Не, това са смешни паралели. Значи, вие ќе се навијате сепак за Бугарија? Разбира се, да. А, кој играат Македонија и Грција, за кога ќе навијате? За Македонија се разбира. Што барате да го сменим името во тој спор со Грција и да се нарекуваме Нова Македонија? Не, ние бараме Македонија да реши своя проблем с Гърция. И да се нарекуваме Нова Македонија. На мен това име ми харесва. Нова Македонија, ново начало. Да, меѓутоа такво интервју давате. Да, ново начало, нов старт в живота. Това е като втора преродба. Вие би се нарекле Нова Бугарија? Не, ние сме си Стара България. Промената на името на државата е најтешко кривично дело велепредавство според уставот на државата Македонија и флагрантно кршење на меѓународното право, на повелбата на Обединетите нации и на Универзалната декларација за човековите права. Промената на името на државата Македонија представува геноцид врз македонскиот народ и злосторство против човештвото што не застарува. И затоа отфрламе референдум за промена на името, отфрламе амандмани на Уставот со цел промена на името и отфрламе ратификација на меѓународна спогодба во собранието со цел промена на името на државата, затоа што името на државата е идентитетот на нацијата. По меѓународното право, името на националноста по автоматизам произлегува од името на државата. Затоа секоја рекомпозиција и промена на името на државата по автоматизам е промена и на името на македонскиот народ како носител на државноста на државата Македонија. И што прават сега бугарите? Го прават тоа што единствено го знаат, почитувани гледачи. Почнуваат историјата да ја месат ко тесто, да ја прават во форми и во калапи кои одговара на нивните национални интереси. Некаде пред 2 недели, пред 15 дена, пред бугарските медиуми извадија внуката на Гоце Делчев. 45-46 година, внуката на Гоце Делчев беше шеф на кабинет на Методи Андонов Ченто. И сега, 60 години после тоа, таа кажува дека Методи Андонов Ченто бил уапсен, а подоцна и екзекутиран, односно умрел, бидејќи сакал тогашна Македонија да ја припои кон тогашна Република Бугарија. Гледате, после 60-70 години бугарите дочекаа да ни постираат или да не наметнат две вистини, дека Македонија де факто била коминтерновска творба, а со името Нова Македонија тоа ќе го захефтат и ќе го запечатат за век и веков, и дека всушност после 44-45 година Македонија не сакала да остане во состав на тогашна ФНР Југославија, туку да се припои и да се направи заедничка држава помеѓу Македонија и Бугарија. Аз съм единствената останала жива на 93 години. Надминах всичките. Не защото бех уличница, а бех борец целия си живот. Ето, тук са изредени всичките тия бърсотии, които пише тя за мен. Секретар съм на първи секретар съм на първия министър-председател Методи Андонов Ченто на Македония. Това може да се провери. Неговото становище беше Македония да премине не към Федеративна Югославия, а към България. Това беше, осъдиха го на 11 години робия, 9 години издържа, умря човека. И аз имам, ето ги филмите тук, аз имам филм. Имам 2 книги, прочетете ги. Голготата на Гоцевата внука Катерина и Въздишките на Гоцевата внука. Това са 2 книги. Пред 10 дена има интервју на внуката на Гоце Делчев за една од бугарските телевизии. Ја дава квалификацијата дека Ченто е апсен, бидејќи наместо да се спои Македонија во тогашна ФНР Југославија, требало или тој сакал да ја спои Македонија со Бугарија. Бугарите веќе влегува во филм. Тие веќе се истренирани за тоа.
си имат одредено сценарио, си имат агенда. Ченто никогаш не се борел за голема Бугарија или за Македонија во рамките на Бугарија. Значи тоа го кажа, Ченто значи, се бугарите борел... ја вадат внуката на Гоце Делчев и таа вели Ченто беше убит бидејќи сакаше да ја спои Македонија со Бугарија наместо нели да се оди на Сремскиот флот, тие се тие флоскули. Тоа се старите бугарски, нели? И Вачо Михајлов на 90 години го вадат со снимки дека македонците биле бугари, дека ВМРО се борел за Македонија во Бугарија. Звездени моменти имаат бугарите сега. Меѓутоа Ченто никогаш не се борел за Македонија во Бугарија, туку за самостојна и суверена држава Македонија. Затоа е ликвидиран од просрпското водство на Македонија од почетокот после Втората светска војна во Македонија. Јас му бев шеф на кабинет на Ченто. Ченто има разговори со делегација од Асном и требаше да ја споиме Македонија со Бугарија. На ВИС преговараат и разговараат кога ќе се случи обединета Македонија. Ние за тоа се боревме во Втората светска војна. Ние ова ќе го учиме сега. А не за ова нова историја ќе учиме. Вардарскиот дел од Македонија во рамките на поранешна Југославија. Како ново македонци ќе учиме таа нова историја. Тоа не е она што ќе ни се сервира. Ако се промени името на државата, прашање што треба да напишеме на постаментот на надгробната плоча на Гоце Делчев од црквата Свети Спас под Калето. Дали ќе пишуваме дека тој бил грк, бидејќи според актуелната геополитичка карта, тој е роден во Егејскиот дел на Македонија, кој денес е под јурисдикција и окупација на Грција, односно во Кукуш. Македонците пред 60, 70, 80 години пеа нека разберат клетите фашисти, македонско име нема да загине. И мене ми се чини дека кога бевме окупирани, кога бевме под робство, дали турско, дали српско, дали под робство или под окупација на бугарите, ние многу повеќе си ја браневме црквата, си го браневме јазикот, си го браневме името, отколку што сега го правиме тоа кога сме независна држава. Срамота за нас кои сме сега современици и кои живееме во една независна Македонија, дека ние не сме во состојба да си го браниме името, државата и црквата во споредба со некои наши предци пред 100 години кои биле под окупација на турци, на срби или на бугари. Тоа е срамота. И тоа е голема срамота, зашто на мирно време со држава Република Македонија со се признајата од 2/3 повеќе на светот, като Република Македонија, и сега идме ние и името да му даваме на градите как сакат они да наиграт и црквата да се прави керка на бугарската црква. То не стои со ништо. Ма гледате, те оцркне се. Вите албанците, една држава Албанија. Па гледате како се борат за Косово. Така. Па по секоја цена, значи се прават, се борат. Па втора држава. Па гледате што прават у Западна Македонија, не една држава имаме. И од таа така сакаме да се откажеме. Значи 3 столба има на македонизмот. Јазикот. Па прво македонците го проблематизираат. Македонски политичари го проблематизираат јазикот, го напаѓаат Блаже Конески. Второто е Македонската академија на науки и уметности. Ајде ке речеме албанците нападнаа поради енциклопедијата, меѓутоа и претходниот председател на МАНУ, Камбовски, одеше и бараше за доплување на односите со Бугарија. Сега позитивно го толкува договорот помеѓу македонската и бугарската православна црква. И третиот столб е црквата. И доаѓаме луѓе од натре на црквата да одат, да коленичат у Софија
и да ја продаваат Да. независноста, самостојноста на Македонската православна црква. Значи трите столба на македонизмот сами ги рушиме, не ни е потребен непријател да ни го прави тоа. За жал тој само убиење. И тој нема зборови да зборуваме. Придавско, како сакаш кажи, тој лошо, многу лошо за црквата, за народот наш, што со години устана жив, каде коме на Турцијата режим, на бугарите како поминаe, србите како поминаe, тие оживееме и правиме се, и сега на вие слободни момент да се прават тие сите работи. Ки ви раскажам една приказна некаде од пред 1 или 2 години. Внуката или правнуката на Јосиф Багери, кој беше избран да биде персонификација, да биде светилник, да биде камен темелник на изградбата на таа нова православна албанска нација на територијата на Република Македонија, односно да се отвори прашањето на изградба на албанска православна црква и да се докажи дека во Западна Македонија огромен дел од албанците христијани биле помакедончени, значи тој Јосиф Багери, кој албанците го сметат дека е православен албанец, неговата правнука сега живее во Софија. Таа е декларирана како бугарка. Некаде пред 1,5 до 2 години јас му се јавам на господинот Красимир Каракачанов, кој е министар за одбрана во сегашната бугарска влада, и барам дали ќе може да ми овозможи средба и снимање со правнуката на Јосиф Багери. Знаете ли кој е одговорот на Каракачанов? Дека тие нема да направат ништо со што ќе ги влошат своите односи со албанците. Односно, ако тога се докажеше дека правнуката или таа излезеше пред македонската јавност да докаже дека всушност е бугарка, тога знаете ли кој шок ќе беше за албанските национални интереси? Целата нивна стратегија да докажат дека Јосиф Багери, кој го сметаат дека е албанизиран, односно македонизиран албанец, дека всушност неговото наследство или неговите наследници се бугари, тоа ќе беше доказ дека бугарите и албанците во изминатите 120, 130, 140 години работа заеднички на проектот на поделба на македонската територија. Едниот дел, поголемиот, да заврши во Софија или во рацете на Бугарија, вториот или помалиот дел да заврши во Албанија. Кој некоја хипноза да не си има случајно. Доаѓаат луѓето да прават Тиранска платформа, ние молчиме. Доаѓаат луѓето да прават на Софијска платформа, ние молчиме. И велиме, па добро, конечно тоа мора да се реши. Во овој момент реков, паднате националниот капацитет и имунитет и не мислам дека тоа ќе трае вечно. Значи, не мислам дека тоа ќе трае вечно. Ние мислам дека македонскиот народ со како капацитативен народ низ историјата ќе ги изнајде и своите лидери и своите капацитети да излезе од оваа анационална свест во моментот која што владе и која што сум сигурен и убеден дека не е во интерес и на македонскиот народ и на Република Македонија. Добро, господин Генчо, ако има процес на ребулгаризација и реалбанизација на Република Македонија, дали очекувате... Ама немаме таков процес сега. Јас и да имаме, јас не сакам да го гледам така да... Подобро се, дали вие сакате или не сакате, тоа е една работа. А дали тоа се случува или не се случува е сосема друга работа. Ако имате Софијска платформа која во суштината и во сршта е дека паѓа Берлинскиот зид помеѓу двете бугарски држави, ако имате Тиранска платформа која во суштината значи дека е направен геноцидот врз албанците и дека ако не бил тој геноцид албанците биле мнозинство во рамки на Република Македонија и бија тука ставиле она приказна која почнува Бранислав Сенединовски пред 2 години со албанска православна црква во Република Македонија, а каде е есенцијата на албанска православна црква, тоа е дека албанците православци се под сила на полициската држава асимилирани направени македонски православци, тоа не може да не биде реална. Јас сум читал многу за тоа, да, само да ви информирам малку. Дали може да ни се случи Грција да ни удри нож во грб, така кога сме слаби со овие процеси на реалбанизација и ребулгаризација? Тој процес на албанска православна црква воопшто не е наивен. Прашање е на момент кога таквиот процес ќе се појави како еден тип на македонизам дури, мој длабоко убедување, бидејќи сметам дека албанската заедница е прашање на ден кога ќе се повика на историското наследство на Александар по нивна теорија, лека е мат. На Александар Македонски. Тоа јас го истражувам доста. Прашање на ден кога официјално ќе се повикаат на тоа и кога процесот на македонизмот ќе се обидат да го гледаат и низ албанска призма. Ке речат да, тоа се македонци, меѓутоа во суштина кои што зборуваат албански јазик. Еден од процесите преку кој што ќе оди тоа е овој процес кој што со албанската православна црква ќе се повикаат, ке речат дека во Гостивар, во Дебар, во тој дел на Западна Македонија има православни албанци. Како свој Охрид, дека дури христијански да го направат Бигорски манастир.
А бигорски се повикуваат на тезата на православни албанци. И они ако ги прашате сега, искрено без никаква, мислам, ова е отворен диалог, тие навистина ќе ви речат дека во регионот на Гостивар, во регионот на Галичник, на Река, дека сите овие кои што имаат православни имиња, Никола, Андреј, Тодор и така натаму, дека се албанци православни. Да. И дека се сега никој не го кажува тоа дека се асимилирани на македонската комунистичка држава. Од македонската комунистичка држава, да. И ќе го сменат името. Тоа не го кријат. Дури после локалните избори, постои надеж за промена, како што но информира дали има промена, медиумите под контрола на власта, очекуваме да видиме. Се јавил министерот за надворешни работи Димитров дека до својот колега во Вашингтон да го информира дека еве тие победили на изборите, добиле легитимитет или како што велеше ветер во грбот, да може да продолжат со членство на Македонија во НАТО, а тоа подразбира за промена на името на државата е осуден да го нема. Тешко е ова да кажете. А ќе му летне главата. Не гледам јас друго решение. Затоа што Македонија не пати од дефицит на демократија. Него победивме комунизмот од поранешна Југославија за да се соочиме и да ја изразиме демократијата потисната од нас од годините и вековите. Македонија пати од суфицит на врховизам. А врховизмот е историски процес, феномен на овие простори. Врховизмот не е етничко прашање. Како би го дефинирале вие врховизмот? Е сервилност на определена номенклатура која во отсуство на доверба од сопствениот електорат мандат за власт со оваа територија како држава бара од некоја друга и туѓа метропола. Во 20. век тоа биле Белград, Софија и Атина, а во 21. век тоа се Брисел, Страсбург и Вашингтон. И повторно Софија. Ние и после 100 години од балканските војни повторно доживуваме реприза на врховизмот. Што сака да ви каже Тодор Петров, сублимирано во 3 или во 4 поенти, дека постои македонски патриотизам. Тој македонски патриотизам денес се сите македонски граѓани кои се сакаат својата држава и не сакаат таа држава да биде водена ниту од Белград, ниту од Тирана, ниту од Софија, ниту од Атина. Тоа одговара на нешто што било формирано пред 120 или пред 130 години од група на млади луѓе кои сакале да биде формирана македонска држава или Македонија на македонците. Дека постои македонски врховизам, иако тоа пред 100 години или пред 50 години бил Ванчо Михайлов, денес е Зоран Заев. И дека како реакција на македонскиот врховизам се јава македонскиот анархизам, тоа се солунските атентатори. И всушност Тодор Петров сака да ви порача дека тоа што сега се случува како форма на современ македонски врховизам, неминовно ќе роди еден македонски анархизам, односно одредени групаци на луѓе кои ќе сака на тој анархичен начин да се бранат или да се вратат државноста во своји раце. Јас се надам дека тоа нема да дојде, бидејќи тоа не е добро за еднината на Република Македонија. Дека Македонија конечно мора да излезе од таа своја фаза, кај што македонците се борат или се тепат против македонците. И верувам дека после 100 години од балканските војни од 1912-1913 година се е исто. Исти се интересите, исти се државите, актерите, исти се извршителите. После врховизмот кој функционира очигледно на политичката сцена во Македонија, неминовен е епилогот на анархизмот. И тогаш не ќе се знае кој против кого, на кој прв ќе му летне главата, за да ја спаси народот државата од собствените предавства. Почитувани гледачи, да немате никаква дилема. И србите и бугарите имаат иста цел – Македонија да биде нивна. И Македонија да служи како монета за подкосирување на нивните национални и стратегиски интереси. И Белград и Софија всушност се гледаат Македонија поделена како дел македонско, кој би бил српско или бугарски во зависност од конјунктурата, и еден албански дел. Тоа се случува и по Втората светска војна, тоа се случува и 99 година, тоа се случува и 2001 година, тоа се случува и денес. Стратегијата и на Софија и на Белград е идентична.
99 година Слободан Милошевич ја реализира операцијата Тепих. За операција Тепих ја имам посебно интервју со Стјепан Месич, поранеше председател на Република Хрватска и последниот председател на тогашна СФР Југославија. Според таа операција Тепих, некаде половина до 1 милион албанци од територијата на Косово требаше да бидат иселени во текот на војната или на тоа интервенцијата 99 година, еден поголем дел од нив да бидат населени на територијата на Република Македонија. Македонија да не може да го издржи тој притисок на косовски бегалци и да крахира како држава. Така крахираната македонска држава Белград подоцна да ја врати во своите переградки. Беше ли ефективна таа операција или тој план Тепих кој требаше да биде спроведен на Косово 99 година? I onda se okrenuo čišćenju Kosova. Ukinuo je autonomiju Kosova i na kraju odlučio izbaciti Kosovare sa Kosova, odnosno Albance sa Kosova. I to na taj način da otprilike milion ode u Makedoniju, milion Kosovara da ode u Albaniju i da se te dvije zemlje do kraja destabiliziraju, a pošto bi on u tom slučaju bio najjači, dakle Srbija bi bila najjača u ovom prostoru, i on je računao da će Evropa i Amerika tražiti Miloševića da stabilizira Makedoniju i da stabilizira Albaniju. Тоа е она операција Тепих, е така не? Точно. Препознават исти ракопис, да речеме Белград, Софија. И на Белград и на Софија им одговара поделба на Македонија или отварање на прашањето за територијалната целовитост на србите поради тие нивни прашања околу Северно Косово, на бугарите бидејќи никош не биле заинтересирани од таа страна на групче. Постојано наоѓале договор со албанците. Белград секогаш сакал да го исчисти Косово за сметка на територијата на Македонија. И во поранешна Југославија од 1945 има постојано иселување под било кои причини на косовари албанци од Косово кон територијата на Македонија. Тоа е операцијата Тепих 99 година на Милошевич. Затоа и експозитурата на Белград во Македонија, Киро Глигоров, во 94 година, 95 година повторениот попис населението со тогашната администрација на СДСМ издаде најмалку 150.000 државјанства на косовари во Македонија, за да го намали притисокот на албанците во Косово кон Србија, а да ги исели на територијата на Република Македонија. И минатата година преку Државната изборна комисија со проверка на крстување на датотеките се констатира дека во Република Македонија има околу 230.000 избирачи кои ги има само во книгата на државјани, а во ниту една друга датотека, ниту како корисници на социјална помош, ниту како корисници на здравствени услуги, ниту како корисници на пензиско осигурување, здравствено осигурување, затоа што не живеат де факто во Република Македонија. Но има државјанство. Туку има државјанство и по потреба доаѓаат за фалсификување на пописни и изборни резултати, како што беа последните локални дојдоа, кичево да го освоиме и пак да се вратат во Западна Европа, во Италија, Швајцарија и Германија. Ние постојано ги слушаме тие приказни дека бугарите се најголем сојузник и најголем пријател на Република Македонија, па се посочуваат 2 или 3 примери. Првиот пример е дека Бугарија прва ја признала Република Македонија. Вториот пример е дека 99 година Бугарија ја поклонила оружје на Република Македонија. Меѓутоа има барем уште 2 примери, почитани гледачи, кои докажуваат дека е сосема спротивно. Односно дека Бугарија секогаш настојувала Македонија да биде поделена по таа линија помеѓу Групчин и Подмолје. Првиот таков случај е некаде на Великден 99 година. На Великден 99 година во официјална посета на Македонија доаѓа тогашниот бугарски премиер господинот Иван Костов и тој одбива да прими дел од косовските бегалци кои некаде во бројно со 350 до 400.000 од Косово доаѓаат на територијата на Република Македонија. Македонија просто стенка под товарот на тие бегалци и Иван Костов одбива дел од тие албански бегалци од Косово да ги приме на територијата на Република Македонија. Оди и Чекор панатаму вели: ние во Бугарија можеме да примеме само бегалци кои се македонци по род и по потекло од територијата на Западна Македонија. Тоа де факто значеше дека во тој момент, таа 99 година, и Слободан Милошевич со операцијата Тепих и Иван Костов ко премиер на бугарската влада сака да ја дестабилизират Македонија и таа да биде поделена по таа линија од Втората светска војна Групчин Подмолје. Петров, постојано нели бугарите велат ние сме ви најблиски,
први ве признавме, ви дававме оружје 99 година, меѓутоа кога човек малку ќе загреба во бугарската стратегија, наоѓа елементи кои не го кажуваат тоа всушност. 99 година, ден Великден, век на она криза и НАТО интервенција на соседна СР Југославија тогашна, во официјална посета на Македонија доаѓа тогашниот бугарски премиер Иван Костов. Има средба со Лјупчо Георгиевски, ако не се лажам, со доста Димовски одате ги посетот овие бегалски кампови, Стенковец 1, Стенковец 2, Дел, Радуша и така натаму и така натаму. На прашањето на новинарите, за жал не постои снимка во наша телевизија за да можам тоа да го презентирам, на прашањето на новинарите, дали вие би прифатиле дел од косовските бегалци во Бугарија за да и помогнете на Македонија, стенкаше Македонија по товарот на тие 350-400 бегалци, Иван Костов вели не. Ние можеме да прифатиме само македонски бегалци со потекло од Западна Македонија. Па и Саудиска Арабија има најголем број на кампови за прифат на аџи, меѓутоа не прифатија ни еден бегалец од Сирија и од Ирак. Како што велите Бугарија не би прифатила косовски бегалци. 2001 година истиот Иван Костов не дозволува украинско оружје преку бугарска територија дојде во Македонија. Украинското оружје преку Солунско пристаниште. Гледате, кога станува збор за македонци, албанци, македонско-албански односи на територија на Македонија, бугарите постојано се стават на страна на албанците, а грците се стават на страна на македонците. Секој тргнуваат своите интереси. Еве што на тема украинско оружје или зошто на украинското оружје не му беше дозволено преку територијата на Бугарија да биде донесено во Македонија, кажува тогашниот македонски премиер Лјупчо Георгиевски и кажува тогашниот началник на генералштабот на бугарската армија господин Михо Миков. И што е интересно, почитувани гледачи, веднаш после македонската криза во 2001 година или та граѓанска војна во Република Македонија, господинот Михо Миков од функцијата началник на бугарската армија е именуван да биде бугарски амбасадор во Република Македонија. 2001 година, кога војната во Македонија, вие сте началник на генералштабот на бугарската армија. Така е. Имаше многу шпекулации. Во еден период Македонија требаше да набави руско и украинско оружје, посебно сухои и хеликоптери. Ми-24. Да, и имаше големи шпекулации дека Бугарија не дала согласност преку незиното небо, преку незината територија, тие авиони и хеликоптери да дојдат во Македонија. Што е вистина во целата таа приказна? И тука може би ще ви разочаровам, може би е било така. Но аз като началник на генералния щаб не участвам във вземането на решенията какви въздушни потоци ще прилетят над българските граници. Това е задача на Министерството на външните работи, на надворешните работи, както бихте казали вие, и най-вероятно съгласувано с Министерството на отбраната, където министър на отбраната по това време беше Бойко Ноев. И вториот пример од 2001 година, кога станува збор за украинското оружје. Тоа украинско оружје или еден голем дел од украинското оружје не беше дозволено преку територијата на Бугарија да биде донесено на територијата на Република Македонија. Знаете ли од каде е дојдено украинското оружје на територијата на Република Македонија? Преку Солунското пристаниште. Таа 2001 година Грција дозволува украинското оружје да дојде во Македонија, Бугарија не дозволува украинското оружје да дојде во Македонија. Де факто, таа 2001 година Бугарија, сакајќи или не сакајќи, принудена или свесно, застанува на страна на учека на албанците, а Грција застанува на страна на македонските вооружени сили. Де факто изминатите 25 години, без разлика на нашите проблеми со Грција, без разлика на нашите конфликти со Грција, без разлика на тој глуп спор кој Грција го отвори околу името на Република Македонија, секогаш кога станува збор за албанското национално прашање во Република Македонија, грците се на страна на Република Македонија, а бугарите се на страна на албанците. Неколку земји одбија во тоа време да ги пуштат тенковите да поминат преку нивната територија и ако не се лажем, тие на крај влегува преку Грција. Значи, тоа зборува исто така дека во тој период Македонија и Грција независно од проблемот успеа да изградат едни добрососедски односи и тоа се покажа токму на тој карактеристичен проблем. И морам да ја кажам дека и во текот на кризата ние добивме и друга техничка помош од страна на Грција, сега се подсетив. Преку кои држави, на пример,
доаѓаат хеликоптерите? Ако велите Тие се доаѓаа преку воздушен пат, по воздушен пат. Сега не можам точно да се имаше одредени информации дека Бугарија не дозволила преку нејзина територија тенковите и хеликоптерите доаѓаат. За тенковите се сеќавам дека не дозволува, за хеликоптерите сега не можем да се потсетам. Може и преку Бугарија, може и преку Србија, сега не се сеќавам точно, меѓутоа знам дека хеликоптерите и авионите дојдоа без проблем. Во времето на Киро Глигоров постоеше стратегија, постоеше јасно дефинирана политичка намера архимандритот Никодим Царкњас да биде избран како наследник на владиката Михаил, односно да дојде на чело на Македонската православна црква. Тоа беше еден символички гест на обединување на македонците од Егејска, Пиринска и ова Република Македонија во едно заедничко тело. Тоа обединување дојде преку Македонската православна црква, а на чело на таа црква да дојде нашиот вечерашен гостин, господинот или дедо Царкњас. Имаше два обиди вие да застанете на чело на Македонската православна црква. Едното во времето на архиепископот Гаврил, кој е сменет подоцна поради здравствени причини. Тоа е еден доста спорен дел на историјата на Македонската православна црква, после во времето на дедо Михаил. Значи два пати со вас се разговарано, два пати и ви е ветено дека ќе станете член на синодот, а подоцна и прв човек на црквата или архиепископ. Од сегашна временска дистанца, два пати ви дали имате вие одбиено, дали ви имате изиграно, тоа нели вие знаете. Од сегашна временска дистанца, дали сгрешивте што не застанавте на чело на црквата, ако гледате што прави архиепископот Стефан? Да, јас за жале сега го гледам, потаму ти сгрешив тогаш што не прифати и сега ти кажувам, жалам вистина за што тога и не прифати. Требаше јас да прифатам тогаш и мислам работите ќе бидат поинак ќе бидат. Кога ги читате бугарските медиуми, те денес пласираат една теза, една шокантна, една многу опасна теза, почитани гледачи, тоа е дека Бугарија е единствена држава во светот која граничи самата со себе си, односно граничи со територии кои историски припаѓаат на Бугарија, односно граничи со територии кај што живеат де факто бугари. Во Турција, во делот на Едрене живеат бугари, тоа е Едренскиот дел, или затоа се викало внатрешно Македоно Одринско револуционерна организација и таа се борела за ослободување на Македонија кај што живеат бугари според бугарските сваќања и делот на Едрене кај што исто така живеат бугари, во делот на Грција, во делот на Кавала, кој според првата Балканска војна де факто и припаднал на Бугарија, многу губи со втората Балканска војна, во делот на Добруџа во Романи исто така живеат бугари, во делот на Димитровград, Босилеград или оној дел на Источна Србија исто така живеат бугари и во цела Република Македонија денешна исто така живеат бугари и тоа има возможност на бугарите да ја пласираат тезата дека Бугарија е единствена држава во светот која граничи самата со себе си, односно бугари живеат во сите соседи или во сите соседни територии кои граничат со денешна Република Македонија. Тоа е многу опасна теза, тоа е теза која се залага за прекројување на границите и тоа е теза која може долгорочно да биде баш исклучително штетна за еднината на Република Македонија. Ако одат бугарите во Албанија и велат таму има бугари, а нема македонци. Ако водат веќе 10 години политика на давање бугарски пасоши, стигнале до некоја бројка 80 до 100.000, ако не постојат македонци во Бугарија, а постојат македонци, а постојат бугари во сите земји околу Македонија и во самата Македонија, тогаш кој може да се спротивстави на тој процес на ребугаризација? Значи тие направија све како подлошка за да може да го реализират тој процес. Клучниот играч е Милан Врабевски, еден од клучните играчи. И таа негова фондација Българска памет, многу близок до владиката Наум, сега многу близок до господинот Зоран Заев, присутен во Македонија, присутен во Бугарија, прашање на време кога во оној егејски дел на Македонија ќе биде присутен и присутен во Албанија. Значи, бугаризацијата ќе биде вториот чекор. Првиот чекор е да се избрише македонското постоење. Со Вестфалскиот договор од пред 320 на години се детерминирани, се дефинирани термините народ, нација, малцинство, граница и не постои народ доколку не постои малцинство. Ние во светот имаме околу 6000 малцинства и секаде тие малцинства имаат свој матичен народ. Значи, за да постои еден народ, мора да има малцинство во соседните држави. Не постои таков чист народ кој нема свое малцинство. Бришењето на македонското малцинство во Албанија, бришењето на македонското малцинство во Грција, бришењето на македонското малцинство во Бугарија, говори дека
што не постои малцинство надвор од таа држава. Нема матичен народ, затоа што е невозможно, речи си невозможно, херметички затворен народ да постои. Значи, според Вестфалскиот договор не постои таков народ. Битката е најпрвин да се избришат малцинствата од сите соседни држави, и според автоматизам, според терминологијата на Вестфалскиот договор, веќе нема да постои ниту народ, затоа што не постојат негови малцинства. После тоа, дали ќе следува бугаризација, или албанизација, или заеднички можеби комплот, заеднички комплот, или можеби ќе се вратат и нечии апетити кои се сега згаснати во моментов, затоа можеме да зборуваме подоцна. Вие сакате да ми наметнете теза дека Македонија е дискриминаторска према луѓето кои се чувствуваат бугари и дека намерно ги става во апс. Тоа е вашата теза. А велам дека е грешна. Това не е теза, това е фактологија. Ние имаме многу данни, че в Македонија се преследват хора, които заявяват своето българско самосъзнание. Ние като политическа партия и като организация обществена имаме достатъчно данни по тези въпроси. И сме поставили този въпрос и в Европейския съюз, в Европарламент. Да често можам да ви одговорам со контратеза, дека јас имам исто многу докази, имам многу докази и гласови, дека многу македонци во Бугарија ще взимате интервю, а вие ми налагате ваши тези. Си исто така малтретирани во Бугарија, не им дозволувам. Ако ще правим кръгла маса, ние трябва да поканим и други. Добро. С вас специално, аз не познавам, не ви знам. Имате покането дел. И нямам нужда да правя кръгла маса. Ако правите интервю, правете интервю. Добро. Ако правим кръгла маса, ще поканим и други хора. И тогава да... господин Сидоров, аз запрашувам. Ако вие сметате... Не, вие изказвате Ако вие сметате дека бугарите се малтретирани во Македонија, зарем истото не може да се каже за македонците во Бугарија? Имаме факти за това. Омо Илинде не е регистриран. Ако Прванов крева телефон на Ѓорги Димитров и бара да се интервенира врз судството, зашто тогаш Прванов не интервенира врз неговото судство во Бугарија? Имаме факти. Имаме факти, че в Македония се преследват хора, които заявяват своето българско самосъзнание. Ви трябва помощ от ме прекъсвайте, като ви казвам, ако искате да ме чуете, ако не... Не се чувствувате доволно силен да разговаряме еден към шеден? Миляна, кажете им, че това интервю няма да се излъчи. Не искам да се излъчи. Окей, хвала много. Што да преме? Македонскиот народ е на некој начин клекнат на коленици. 3 години политичка криза. 27 април, кај што безмалку бевме на граница на работна, на граѓанска војна. Не дај Боже да капнеше некоја капка крв. Да беше убиен за еден села. Или да загинеше некој од пратениците од СДСМ. Или сега ова ситуација која се прави да зоврие, да излезе надвор од контрола. Нема камен на камен достојно во Македонија. Значи се наоѓаме на многу сензитивна, многу тешка ситуација и безмалку да нема човек со авторитет во Македонија кој може да го поведе македонскиот народ, кој може да го смири, да влее некоја стабилност врз македонскиот народ. Не е ни црквата, не е ни МАНУ. Имаме пример кој знаеме како победи на овие локални избори, знаеме како е аболициран. Имаме лидер на опозицијата кој е под сериозен товар на кривични, на судски процеси. Имаме Ѓорги Иванов кој после 2 акта на аболиција и на ова што е сега со тиранската платформа е маргинализиран на политичката сцена. Никогаш македонскиот народ не бил пообезглавен во својата историја. Изминатите 70, 80, 100, 200 години од кога ние си ја водиме и ја знаеме. Знам, има притисок од големи сили. И секогаш имаше притисок. Големите сили не можат да уништат, да го унисат македонскиот народ, да прават чистење тие сите работи. Барам за Европа тука тие работи, мислам, не се прават вики. Ама не треба ние да го правиме тоа да се самоубиваме. Ние во моментот се самоубиваме. И убиваме нашата иднина, убивајќи го нашето минато. Нашата традиција, нашата историја, сите светли моменти на кои се крепи и се темели македонската државност, македонската нација, ние сами ги ништиме и ги рушиме. Сега што да кажеме? Оти така и како кажуваш, 1000%, не и 100%. Ама то треба ние да го свртиме, да не застанеме на то. Тој не за напред. Оти надежта не треба да губиме, ако губе надежта не остануваме ништо. Ќе останеме нула. Не. Надежта кажува, оти треба
да одме за напред. И гледате што сега се случува, почитувани гледачи. Зоран Заев е во улогата на Јосип Брос Тито, односно Јосип Брос Тито после Устава 74 година. Почнуваат како што Јосип Брос Тито како мечка го врте и го шета секаде низ светот, од Африка до далечната Азија, само да не биде во Белград и да не биде во СФР Југославија, за да може Стане Доланц и Никола Љубичиć да ја спроведуваат агендата и политиката на растурање на поранешна СФР Југославија. Денес Зоран Заев нема спојано ни 2 дена присуство во Република Македонија после изборот на премиерската функција. Во негово отсуство некој друг ја води политиката во Република Македонија. Верушевски, Рашковски, амбасадор Бели, не знаеме, но сите сме сведоци дека постои стратегија и концепт Зоран Заев да биде отсутен од Македонија, да биде номинално само премиер на македонската влада, а некој друг во негово отсуство да води политиката и стратегијата на нашата држава. Значи Зоран Заев е некоја улога има на Јосип Брос Тито после уставните измени од 1974 Да, година. само нема брод да шета со Го галер. шетат по цел свет или како што Тито го шета Кина, Кореја, Виетнам, Пакистан, Да. или све не го носе, или го носе по овие ловишта Караџорџево, Игало, Бугојн и така натаму, а Верушевски де факто е Стане Доланц и Никола Љубичиć Добро, ако ги компарираме, така, да. отприлика би можеле да кажеме. Па да, Верушевски искуството во делот на систем, во делот на функционирање на држава, во делот на безбедност, на полиција, на УБК и на реформи што треба да се прават тамо. Сега дале Кардель до ланце беќе не навлагам. Меѓутоа, она што детево, тоест младиот Зоран Заев премиеров, го шетаат интензивно го шетаат. Не е во Македонија, да не Не е во Македонија, му црпат, не е доволен, дури и овакви локални избори не се доволни за, како легитимитет политички за она што следи и она што мора да го направи. И од тие причини неговиот легитимитет во моментов го билдаат со разноразни авторитети од меѓународна заедница. И затоа го гледаме ностоп во кадар со некакви битни луѓе. Што е проблемот на бугарска држава? Односно, што е проблемот и суштината на сегашната бугарска стратегија? Тоа е фактот дека бугари има се помалку во Бугарија, дека веќе до 2030-2040 година ромите ќе станат мнозински народ во Бугарија. Согледувајќи ги тие факти дека за 20 до 30 години бугарите ќе се малцинство во својата држава, и Бојко Борисов и господинот Димитров развиваат стратегија на издавање бугарски пасоши. Прво почна да го прават во Украина, подоцна во Молдова и на крај завршува во Македонија. Ова што сега се случува де факто е еден составен дел на таа бугарска стратегија. Ако Бојко Борисов сега е главниот играч кој учествува нели со Зоран Заев во овој процес на рекомпонирање на македонската историја, на македонската реалност, дали ви очекувате дека Зоран Заев и Бојко Борисов би требало да бидат некоја верзија Васил Рингов, Дарко Панчев, адекватно на тоа што беше Коста Симитис и Љупчо Ѓорѓиевски некаде 2000-2001 година, 99 година, кога грчки инвестиции на голема дојдоа во Република Македонија. Бојко Борисов тоа го кажа на 5 февруари 2009 година пред бугарската диаспора во Америка, кај што вели, видите, што се 50-60 милиони евра за една држава како Бугарија, ние тоа да не го вложиме во Мак Петрол, во Окта, во Македонски Телеком, да ги контролираме. Се додека за Софија, Македонија е дел од Бугарија. Македонците се бугари, а македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот јазик. Развален Договорот јазик меѓу Заев и Борисов нема да биде ништо друго, туку велепредавство на нацијата и државата. И убеден сум, верувам, дека тој договор ќе трае колку што траеше Сан Стефанска Бугарија. 3 месеци на хартија и ништо повеќе од тоа. Зошто ја спомнам таа средба на 5 февруари 2009 година во Чикаго и говорот на Бојко Борисов пред бугарската емиграција, бидејќи таа е стожерот на неговата стратегија. Таа средба е стожерот на бугарската политика во мандатот на Бојко Борисов кон Република Македонија. На таа средба на 5 февруари 2009 година пред припадниците на бугарската емиграција, тоа значи богатите бугари во емиграција кои се заминати во емиграција некаде после Втората светска војна, Бојко Борисов ја изнесол својата стратегија дека треба на економски план да биде освоена Република Македонија. Тоа значи дека во наредниот период, почитувани гледачи, ние на сцена ќе имаме договор Бојко Борисов Зоран Заев, кој е адекватен и сличен на договорот кој го имаше Љупчо Ѓорѓиевски и со грчкиот премиер Симитис. Ако во мандатот на Љупчо Ѓорѓиевски грчките инвеститори купија све што може да купат во Република Македонија, и Окт,
државата, и Стопанска банка, и мермерниот комбинат, и Житолук, што ли уште не купија грците. Сега можеме да очекуваме таков бран од бугарите, односно бугарите со помош на бугарската држава да почнат масовни инвестиции во македонската економија. На тој начин бугарската доминација врз македонската економија да биде 100% и на тој начин како што таа 2009 година вели Бојко Борисов да ги натераме македонците да признат дека де факто се бугари и дека говорат на еден развален бугарски дијалект. Бугарите постојано нели го потенцират фактот дека тие ни се најголеми пријатели. Тие ги барат македонците како бугари, знаете зошто? Затоа што во Бугарија владе неконтролирана емиграција. Од 9 милиони денес во Бугарија живеат 5 милиони. Од 2007 година кога Бугарија стана членка на Европската унија, најмалку 3 милиони млади и образовани трајно се иселени во членките од Западна Европа на Европската унија. Американските анализи говорат дека до 2030-2040 година бугарите ќе бидат малцинство во Бугарија, дека ромите ќе бидат мнозинство во Бугарија. Јоханес Хан како еврокомесар од 2010 до 2014 за регионални политики во Европската унија, 2013 година држи конференција за регионалните политики во Европската унија, како пример ја зима Бугарија. Тој вака вели. Ова се автентични информации. Тој вака вели. Бугарија долгорочно за 20 години ќе биде држава без бугари. Ние вели треба да разговараме во Европската унија во Брисел што после тоа. Затоа што Јоханес Хан, затоа што Бугарија како членка во Европската унија без бугари ќе ја остави територијата во унијата. Што ќе правиме со таа територија, кој ќе ја менаџира? Затоа што вели во Бугарија за 20 години ќе нема бугари, но таму ќе останат да живеат само роми и турци. Американската политика, администрација е кооперативна со ромите и со турците, затоа што сметаат дека долгорочно за 20 години, кога нема да постојат бугари во Република Бугарија, тие ќе им бидат сервилни за да ги остваруваат американските интереси на тој дел од Европа. И затоа Јоханес Хан предлага субвенционирање, наместо трансфер во фондови за развој на Бугарија, субвенционирање на трајно населување на французи и германци од Европската унија на територијата на Бугарија, за да тие како домородно население по години и децени формираат партии и ја управуваат територијата на Република Бугарија. Пред 10 дена во Белград, на таа средба со романскиот, со бугарскиот и со српскиот премиер, грчкиот премиер Ципрас се дава изјавата дека Македонија треба да се откаже од ексклузивитетот или своето стојалиште дека ние сме ексклузивни наследници на Александар Македонски и да прифати дека има и други луѓе, други држави, други народи кои исто така имаат право на наследство на Александар Македонски. Тоа е едното грчко стојалиште. Второто грчко стојалиште дека ние сме нова Македонија или нова македонци. И тие две грчки стојалишта изминатите 27 години се судруваат на атинската или на грчката политичка сцена. Според првото стојалиште, ние и грците имаме нешто заедничко, тоа е Александар Македонски, и тоа треба да биде основа за некоја конфедерација помеѓу Македонија и Грција. Второто грчко стојалиште дека не постојат македонци, дека целиот ексклузивитет врз античките македонци го имаат грците, а дека ние ко македонци сме сушност одродени бугари. На тој начин, едниот крак на грчката политика сака да има блиски релации со Македонија, вториот крак на грчката политика сака да ја турни Македонија во прегратките на Бугарија. Денес е тешко да си македонец во Македонија. За жал, тоа е многу жално. Ако и така, многу жално. И што ќе биде со Македонија според вас? Ако ја загубиме црквата, ако ја загубиме името, татковнијата, тога не сме народ. Ќе бидеме и на нула. И тоа ќе биде срамота за нас и за нашите поколенија, оти не правиме ништо за нацијата, за народот и за верата. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат.
Манекс го доведе во Македонија. Егло. My Light, My Style. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, ние се гледаме идната недела во истото ова време, која е последната емисија во Центар за ова календарска 2017 година. Јас ви посакувам пријатна вечер, Македонио, каде и да си.